Почитувам министер, со самото тоа што го поставив ова прашање, тоа значи дека не сум задоволна. Не е пуштен патот. Не е пуштен патот, значи не сум задоволна. Вие може да кажувате, јас не знам каде е точно тоа кај клучката кај Свети Николе, но имавте доволно време да ги отстраните сите недостатоци, значи говориме за изгласување на анекс на договор, чекавме време да се пушти патот. Ова се прашање на граѓаните, не само на граѓаните од Свети Николе, на цел тој регион. Сега ме сретна еден човек, зошто вели патот не е пуштен, зошто е заграден од двете страни. Имавте сега министре, имавте доволно време сите сега веќе не. Зошто тогаш дававте такви изјави? Сега ќе се пушти патот, во сабота ќе направиме свечено отварање. Не, тоа е популистичка ваша изјава. Нели се борете против популизам? И сега велите, ќе го отвориме после месец и пол. Не, министре, не сум задоволна од вашиот одговор, затоа што патот не е пуштен во употреба. И ова не е дополнително пратеничко прашање, туку една дилема како ќе се изврши технички прием, само со извештај на надзорот и ќе се пушти автопатот. Тоа е една дилема моја која што можеби не знам, но како и да е, министре, имавте доволно време. Тоа беше наше витување и искрено ви кажам, јас многу повеќе од вас сакам да се пушти тој пат, бидејќи тоа е ветување уште од времето кога јас сум го ветувала и мојата партија и кога сме биле на власт, ние сме го направиле 75% и ви кажав, сега веќе не е важно кој, пуштете го патот. Не мора свеченост да прави, пуштете го патот. Тргнете ја бетонската ограда кај клучката кај Куманово и имате кај Штип на излезот песок, зошто не го тргнете тоа и пуштете луѓето нека возат. Не мора свечено пуштање, нека ја завршат изборите, после тоа правите свечено пуштање. Пуштете го патот во употреба, официјално. Ви благодарам.